Драги првачиња, јас сум Евдокија Петрушевска, наставничка во Основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци од Скопје. Денеска по предметот македонски јазик ќе учиме една многу убава и интересна народна приказна. Зошто ќе ја учиме таа народна приказна? Сигурно има некаква цел. А целите, поврзани со оваа народна приказна, се да научите дека ако бидете вредни, ќе постигнете успех. Да научите внимателно да слушате. Значи, она што јас ќе ви го прочитам, внимателно да го слушате. Да се обидете приказната, да ја прераскажете со своји зборови. И најважно, да извлечете поука од истата приказна и да ја користите во секојдневниот живот. Потребен материјал за работа ќе ви биде учебникот по македонски јазик, ученички прибор и тетратката за македонски јазик, во која секако нема да пишуваме букви, реченици, зборови, туку можеби ќе илустрираме дел од приказната. Што е тоа народна приказна? Народните приказни постојат многу одамна. Се создавале од непознати автори во едно далечно време, кога немало никаков медиум. Немало библиотеки, немало телевизори, немало радио, немало компјутери. Кога возрастните членови од семејството ќе завршеле со сите своји активности надвор од домот, обично тоа било работа по нивите, по полињата, децата седнувале околу огништето и слушале интересни, измислени приказни од нивните баби и дедовци. Сите тие приказни имале некаква порака. Така, приказните продолжувале да се пренесуваат од генерација на генерација и ете се уште траат. Во поново време, некои луѓе успеале да ги соберат приказните и да ги пренесат во книги, а ние денес ги имаме и во нашите читанки и учиме како да извлечеме корисни поуки од нив. Преку содржината од една песна да го дознаеме главниот лик од приказната. Вредна е таа, и в полето ита, умна глава збира жита, горе-долу само шета, лево-десно трча, лета, таа збира, ветар вее, сонце пржи, жито зрее, дувај, дувај, ветре врело, треси, рони, класи е зрело, нека паднат зрнца бели, така умна глава вели. Утре иде лута зима, бласе нему тој што има. Можеби веќе предпоставувате за кој главен лик станува збор, но за да бидете уште посигурни, ќе ја прочитаме и следната гатанка. Долга црна врвца, како река тече, житни зрна собира, низ поле ги влече. Сигурна сум дека веќе знаете за кој главен лик станува збор, тоа е вредната мравка. Приказната, што денеска ќе ви ја прочитам, се вика Мравката во училиште. Слушајте внимателно. Мравката живееше во својот мравјалник заедно со 1000 мравки. Младата мравка посака да оди во училиште како децата. Го напушти својот роден дом
и се упати кон градината. Што туку зачекори да влезе низ вратата, ја спречи Чичко Мартин. Мравке, не можеш да влезеш во училиште со децата, се обиде да ја објасни Мартин. Знам, но јас сакам да играм, да пеам, да учам како децата, замоли мравката. Но ти си бубачка? Знам, одговори мравката и со ножето си ги протри очите. Низ лицето ѝ се стркала една солзичка. Се насмевна Чичко Мартин. Децата би требало да бидат како вас, мравките. Вие си помагате една на друга, се сакате, си играте, ги уредувате и ги чистите своите простории, по цел ден работите, а и го браните својот дом од непријатели. Да, така е, весело рече мравката. Се насмевна и продолжи. Сега сум задоволна. Навистина, децата можат многу да научат од нас мравките. И се врати во својот мравјалник. Се надевам дека убаво ја слушнат приказната и сега ќе можеме да поразговараме за истата. Ајде да видиме што посака младата мравка. Драги првачиња, пред да го дадете одговорот, обрнете внимание на прашањето кое го поставувам. Уште еднаш, што посака младата мравка? За полесно да го дадете одговорот, ќе забележите дека во одговорот има многу од зборовите кои ги користам во прашањето. Ако прашањето е што посака младата мравка, тогаш можеме да ги искористиме овие зборови. Младата мравка посака да оди во училиште. Што се обиде да ја објасни Чичко Мартин? Ајде да видиме како првото прашање што ви го објасни. Што се обиде да ја објасни Чичко Мартин? Слушнете како јас повеќе зборови од ова прашање ќе ги искористам во одговорот. Чичко Мартин се обиде да ја објасни дека таа е бубачка и не може да оди во училиште. Зошто сакала да оди во училиште младата мравка? Младата мравка сакала да игра, да пее и да учи како децата. Таа беше многу задоволна од она што го слушна од Чичко Мартин. Што изборуваше Чичко Мартин? Драги првачиња, забележувате дека во ова прашање можете да дадете поголем одговор. Одговорот на ова прашање може да личи како едно мало скратено прераскажување. Значи, што изборуваше Чичко Мартин? Чичко Мартин ја објасни дека децата би требало да бидат како нив, како мравките, да си помагаат една на друга, да се сакаат, да си играат, да ги уредуваат и да ги чистат своите простории, по цел ден да работат и да го бранат својот дом. Ученици, што ќе постигнат учениците ако научат да бидат вредни како мравките? Се разбира. Ако учениците бидат вредни како мравките, ќе постигнат резултати.
ќе постигнат најважно од се успех. Имате сега една задача да се обидете да ја прераскажете приказната со свој зборови. Нека биде тоа со пократки реченици. Замолете некој да ве слуша додека вие прераскажувате. Доколку сакате уште некоја активност по избор, нека биде тоа нешто интересно и креативно. Направете маски со ликовите од приказната, може тоа да бидат маски направени од картон, поделете се по улоги и драматизирајте.